Европската унија на текстилните компании од Бангладеш ги додели 100 милиони евра помош, што се дел од програмата за социјална помош за текстилните работници од оваа земја, а погодени со пандемиската криза. Европската унија е најголем пазар за облека која се произведува во Бангладеш, а откажувањето на нарачките чини околу 5,8 милијарди долари. Германија и ЕУ испратија итна парична помош за Бангладеш, но 113 милиони евра и во Мјанмар. Пренесува агенцијата Reuters. Дали за оваа одлука знаат македонските текстилци и дали деценијски лојалните наши компании се онеправдени? Прво, мислам дека нашите компании не знаат за таква помош на компаниите од Бангладеш. Би требало од нашата страна, од нашата влада да се побараат објаснувања зашто не сме офатени ние, затоа што во Македонија се уште текстилна индустрија игра голема улога, особено по бројот на вработени во држава и по девизниот прилив. Ние се нормално е дека од година година има одреден пат, но се уште според бројот на вработените и според девизниот прилив се многу значена гранка во држава. Од друга страна, можеби поважното прашање во овој случај е дали со овој потек Европската унија и Германија јасно ставаат до знаење дека нашите текстилни компании ја губат конкурентската трка со оние од далечниот исток. Самата таква одлука, ако е дискриминирачка фактички за текстил на балканските земји, а се однесува само на далечниот исток, тоа може да значи само едно, дека иднината европските брендови ја гледат таму, а не кај нас. Или дека мислат дека ние ја губиме конкурентската способност со нив заради порасот на платите и со што ќе станеме неконкурентни со тие држави таму. Освен ова, видување за ваквата одлука на Европската унија и Германија има и професорот, економски аналитичар доктор Љупчо Давчев. Тоа не е нешто неочекувано, бидејќи имаме околу 6 милиарди увоз на текстилни производи од Бангладеш во Германија. Во споредба со Македонија тоа е негде околу 300 милиони евра, што само по себе покажува причината зошто тие го помагаат. Меѓутоа, сепак треба да се истакне дека Македонија како земја која што е блиску до Европската унија, можеби треба да се размисли во однос на помош на нас, како земја која што исто така сме погодени од оваа корона криза и особено врз текстилството, особено што голем дел од вработените, како што и во градот Штип, се дел од таа текстилна индустрија која што работа за германските компании. Што и да е, од сите овие констатации, сигурно е дека освен лошата сегашност, текстилството нема ниту добра иднина, бидејќи во Мјанмар и Бангладеш, например, платите се движат околу $50, а работниците, тврдат познавачите, се далеку по-продуктивни и по-прецизни во работењето.